Благодарам, председателю. Во делот на говорот на претходниот дискутант, на господинот Чаракчиев, сакам да му реплицирам во неколку фази. Тој кажа дека зборуваш за квалитетот на услугата. Според мене квалитетот на услугата на ова регулаторно тело е поскапувањето, односно покачувањето на цената на електричната енергија. Тоа е еден момент. Квалитетот на услугата според мене е партизацијата на оваа институција на регулаторното тело, односно со еве сега ќе имаме и нови вработувања кои што пак ќе повторам ќе дојдат директно од центарот од Бихајчка, кои луѓе треба да се земат. И тоа е видливо и со факти и на дело. Во делот, господин Чаракчиев, кога зборувате за пазарот на електричната енергија, каде што зборувате дека е либерализиран, ќе ви поставам едно прашање, после ако сакате одговорите, ако не. Цената на елем, произведната цена на елем за 1 киловат, за 1 мегават час електрична енергија изнесува 47 евра, а продажната му е за 37 евра спрема Евана. Што значи свесно ја носите државната компанија во загуба. Зошто е тоа така? Вие само најдобро знаете. Зборевте тука дека воведовте ефтина тарифа. Да, со ефтината тарифа се врати она ефтина тарифа од денот од 14 до 16 часот, од 14 до 16 часот, и со тоа граѓаните добија некаде на околу 3,4% заштеда, а сега имаме покачување од 7,4%. Тоа што значи? Значи 2 ви давам, 5 ви земам. Во делот на кога зборевте за како ова регулаторно тело многу домаќински работи и ги намалило трошоците за нивно работење, ќе ви кажам дека овој буџет на регулаторната комисија за 2021 година според мене е едно демагошко четиво кое всушност ни покажува како наводно регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е загрижена за кризата и како ќе ги намали своите трошоци. Генерално, всушност, финансискиот план точно е тоа дека е намален за 7%, што представува голема несериозност во ситуацијата на невидена криза со која се соочува државата и светот. За вака значајна институција со голем буџет одречи се 80 милиони денари. Гледано по ставки, промените и намалувањата се во несуштинските ставки за расходи кои што во 2020 година и претходно моите колеги од опозицијата го спомнаа, беа пак енормно зголемени за пак сега да ги намалувате. Ќе ви спомнам неколку примери. Планираните средства за плати се намалени од 51,8 милиони на 49,4 милиони денари, што всушност со големото зголемување направено во 2020 година и неискористувањето на средствата од оваа поголема сума споредено со 36 милиони денари од 2019 година. Да поентирам, односно што сакам да кажам. Во 2019 година износот за средства на плати, придоноси на домести било 36 милиони денари, а сега во 2021 година 49,4 милиони. Со самото тоа ви се побиени оние факти каде што односно фактите се на наша страна каде што велиме дека ќе имате нови вработувања, партиски вработувања, а со тоа и зголемувањето на цената на електричната енергија ќе се оправда. 70 трошоците за репрезентација се намалуваат за 10% или 150.000 денари. А лани зголемување од 50% или 500.000 денари. Се намалуваат, велите, трошоците, господине Чаракчиев, за службени патувања во земјата и странство, кои што лани исто така беа енормно зголемени. Па зарем во вакви услови, кога државата е во криза, кога имаме светска пандемија, вие ќе трошите на средства на службени патувања во странство и така натаму. На крај да спомнам дека партизацијата, односно партизираната регулаторна комисија
за енергетика и водни услуги, начело со господинот Марко Бислимовски, треба комплетно, односно да си поднесе оставка, затоа што ако е независна, нека биде независна, а не да спроведува политики на партијата која што е на власт, а со тоа да ги спроведува политиките на зголемувањето на електричната енергија на штета на граѓаните на оваа држава. Благодарам.